За оние кои што се поупорни и ги следат и тешките муавети мои со Мечка и Мичо, во вторник во 21:30 на истиот ова YouTube канал на Инфомакс, знаете дека прошлиот вторник најавив за прошлата сабота дека добив анонимно писмо, нема кој е испраќач, ми стигна на факултет, ја чувам оригиналната коверта, може комитите од AliExpress ќе ме тужат и за ова, со задоволство ќе ја донесам ковертата и за вештачење, и за суд, и за рочишта, па ќе дебатираме за тоа дали е ова автентично или не е. Мене, да не кажам, ми се допаѓа што комитите од AliExpress бараат правда од судовите кои што ги нарекуваат корумпирани и во која што корупција на свој начин учествуваат и самите тие. Но како и да е, едниот со Мицко што се слика, што му е тесниот круг, е докажан соработник со досие во УДБА. Го кодошил ВМРО, ме кодошил мене, после протестите 98. Ме кодошил мене и го кодошил Антонио Милошовски. Овој по Антонио Милошовски, знаете дека имаше прилично сериозна промена на ставови, па сега не му пречи што овој го кодошил и што најавува таму у тие информации негови во испоставата на ДБК во Гази Баба, дека ако ќе го нашол некаде Антонио по улици ќе го тепал. Океј, не ви пречи, нема проблем. Седете си таму кај што седите. Вие сте тоа труло јаболко на ова општество, не на партијата. Тоа труло јаболко е јаболкото на раздорот и помеѓу членството, но и елементот кој што дозволи да се промени името и така натаму. Но нема тука да одам во екстензија. Ќе ви го кажам следното. До мене дојде анонимно една поголема папка на материјали кој што содржи три дела. Првото се прашања за Антонио Милошовски, ја ќе ги прочитам. Второто е колумна на Бранко Геровски. Да, овој Бранко Геровски што е сега коска со Мицко. Да, оној Бранко Геровски што мене ме нарекуваше фашист во 97 година кога се бунев за македонскиот јазик. Да, тој е тој, истиот Бранко Геровски. Па тој човек напишал една многу убава колумна на 22 ноември 2010. Кој јазик го браните, министре Милошовски? Ке подсетам и на таа колумна. И по моје мислење, оригинален примерок на прочуената на Антонио стихозбирка Осакатени азбуки. Ми се чини дека овде е и подпишано од Антонио. Пишува подготвителен примерок и ми се чини дека ова е неговиот подпис. Јас не го знам подписот. Ако дојде до судски процес, па ќе го дадеме на вештачење оваа копија и како се вика, нека утврдува судот, вештаци и така натаму, дали е ова книгата на Антонио Милошовски со која што македонскиот јазик за него беше осакатена азбука, односно македонската кирилица. Како и да е, станува интересно. Бидете така. Еве како е адресирано писмото до мене. Почитуван, веројатно се однесува на мене, не пишува, бидејќи редовно ве следиме на социјалните мрежи во напорите за демистификација на лажниот патриотизам и лицемерие на нашите поранешни партиски другари, еве во прилог едно USB, врз основа на која може да се подсетиме на ликот и делото на Антонио Милошовски, вечниот паразит во партијата. Се извинувам за зборовите се од писмото го добив анонимно, ќе биде на располагање на судот ако одиме со патриотите од AliExpress на вештачење. Затоа заслужува, се однесува на Антонио, да се постават следните прашања. Прво, како се осознал како македонски българин? Дали навистина плачел, како што тврди Љупчо Нешков од БГНС? Тоа е Бугарска информативна агенција.
Натака. Како делеше бугарски книги добиени од Красимир Каракачанов на факултетите и по студентските домови, со цел и другите студенти да се осознаат. Натаму. Како носеше партишки обележја на ВМРО СМД по неговите рокерски јакни. Натаму. Како спиеше кај Каракачанов на кровот. Натаму. Колку пати годишно одеше во Софија. Натаму. Како заеднички учествуваше на панахидите за Тодор Александров на Мелник. Не е грев да се биде на панахида на великанот, стои во заграда, но тој за разлика од другите одеше токму на денот кога Каракачанов и неговата младешка организација организира. Фотографиите на младешката организација со Антонио со гордо развиорени бугарски знамиња се уште се на интернет. Ја ќе подсетам, има и видеа. Баш неодамна се вртеа по Facebook. Ќе ги најдете. Натаму, како ги снимаше со диктафон седниците на ИК на УМС, каде Димитар Димовски во наводници глумец и Горанчо Јовановски отворено го исмева дека е българин, следбеник на Симеон II, Аспарух и слично. Како потоа истите снимки ги користеше да се додворува до повисоките структури. Мислам дека ова се однесува на Доста Димовска, од ја знам релацијата која што имаше со Доста. Бог да ја прости. Една прекрасна жена, но имаше своја јасна, изразена пробугарска линија, што според мене не е греф. Греф е кога ја имате, а се криете. Она беше отворено и имаше своји ставови, мислења и така натаму. Но да продолжиме, станува поинтересно. Патем, дали глумец го има истото мислење за Антонио и дали му кажа на патриотот, другар му Христијан Мицковски, за осознаената фаза на Антонио? Натаму. Како се представуваше како репресиран българин во УМС, само да им се додвори на Доста Димовска, Димитар Димитров и другите, и со тоа да напредува по хиерархијата на партијата. Натаму. Како по смената од ИК на УМС даде интервју во Дело, каде во еден дел зборува дека нашата историја е фалсификувана, користејќи го својот поетски речник, дека за една лага да се представи како вистина, истата се представува како вистина. Ова реченица не ми е ни јасна, али не е битно. Ќе премотаме напред назад снименото, па ќе видиме на што мислеле. Како од кога на вистина напредуваше бескрупулозно, ги заборави сите негови пријатели од УМС, одговарајќи им не те познавам. Лесно. Знаеме како го прави тоа. Како ја напиша песната Бирократче, за која јавно тврдеше дека е посветена на Филип Петровски, кога јавно ја читаше, фала Антонио, апострофирајќи го стихот Беднику Антички. Фала Антонио. Да наздравиме за тоа. Кафе, ама ќе наздравам. Дали се сеќава на истата песна, кога потоа се сликаше со знамето од Кутлеш и кога даваше изјави за значењето на споменикот на Александар Велики од Плоштад? Па гледајте, па ми се погодила и шолјата за денешната емисија. Браво. Како во една од неговите песни напиша: "Јас умирам во книга, учебник, историја", опишувајќи символично како тој со неговиот български идентитет умира во книгите и учебниците кои не представуваат како българи, ами како македонци. Како бегаше од такси возило на сред возење, доколку таксистот случајно на радио му се пушти српска музика, кога тој нели како българин не може идеолошки да ја трпи. Како го бойкотираше Тинекс затоа што газдата Владимир Тодоровиќ бил србин, дали потоа за време на кампањата на Тодоровиќ му било жал за тоа? Овде имам една реченица од која што ќе се оградам. Ќе употребам само иницијали. Ова е интимно што се наведува понатака. И окей, на суд, ако треба ќе го дадам целиот текст. Како пушеше марихуана со СГ иницијали и незиниот дечко тогашен од Зрновци, кој потоа му стана возач
кога стана министер во МНР. Како сакаше да ја викне С за сведок во тужба против Филип Петровски, на која таа би требало да ја признае дека и таа пушела марихуана на клупите на кеот кај плоштадот. Појма немам на што се однесе ова, но окей, тоа е писмото. Тоа е тоа USB, само на хартија. Како ја напиша книгата Осакатени азбуки, за тие што се вклучуваат подоцна, ова е анонимен допис до мене, а прашањата се за Антонио Милошовски, блискиот соработник на Мицковски. Овие што се представуваат опозиција, знаете на кој мислам. Како ја напиша книгата Осакатени азбуки, посветена на според него сквернавењето на старата българска азбука од страна на академик Блаже Коневски при неговата кодификација на јазикот. Како подоцна се откажа да ја печати книгата веќе подготвена за печатење по добронамерно укажување на Љупчо Георгиевски дека тоа ќе нанесе сериозна штета на партијата. Натаму, како собираше донации од ВМРО-вските фирми директори на јавни предпријатија и министерства за наводните студии во Германија, а кои беа платени од Конрад Аденауер. Натаму, како подоцна се осозна како македонец, како дополнително се осозна како антички македонец, дали наменски за додворувањето кон Никола Груевски. Конечно, може да се постават и вакви прашања. Како ги стекна двата стана уште како приправник во владата, за кој се правдаше дека биле многу мали и не заслужувало публицитет? Како ги направи куќите во Бардовци каде беа сместени израелци? Натаму, која беше улогата на Улрих Клепман, германец од Источна Германија, поранешен припадник на Штази, со целата ограда не знам дали е, кој го ангажираше како советник во МНР, а за потоа стратешките партнери утврдили дека е всушност агент на КГБ, поради што беше и сменет од министер. Ова се работи кои што прв пат ги слушам, ама ете, можда ќе сака на јавноста да и ги потврди или демонтира господинот Антонио Милошовски. Знаеме, и еве сега гледате друг заклучок има анонимниот допис. Знаеме дека Антонио никогаш нема да одговори на овие и уште многу други прашања, затоа што дури и ако го подсетиме ќе одговори во неговиот стил. Не познавам, не се сеќавам. Океј. Моje беше да ја запознам јавноста со овој USB, односно овој флеш диск, односно материјали кои што стигнаа анонимно до мене.